Владината делегација предводена од премиерот Груевски ја продолжува посетата на Република Турција. Според агендата, денеска делегацијата ќе учествува на бизнис форуми во Анкара, Адана и Мерсин. Вчера премиерот Груевски во Анкара се сретна со председателот на Република Турција Реджеп Тајип Ердоган и со својот колега, турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Претходно Груевски учествуваше на бизнис форуми во градот Ескишехир, индустријската област Коџаели и Измит, каде пред турските стопанственици беа презентирани поволностите што ги нуди Македонија за странските инвеститори, за отворење бизнис и нови работни места. 20 нови експерти кои ги обезбедува владата во наредните 60 дена ке престојуваат во домашни компании од прехранбената индустрија, производството, информатичко-комуникацијската технологија и техничко-технолошкиот сектор. Портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев денеска информира дека овие експерти се ангажирани во вториот циклус од проектот, започнат на почетокот на годинава и се очекува да заврши во средината на следната година. Ке бидат опфатени вкупно 105 компании кои се пријавија на објавиниот оглас за експертска помош. Македонија и Косово во оваа и во следната 2015 година ќе забележат најголем економски раст меѓу земјите во регионот, се вели во најновиот извештај на Европската банка за обнова и развој за економијата во југоисточна Европа. Македонската економија годинава ќе порасне за 3%, а толкав раст се очекува и следната година. Поголем раст ќе има само Косово од 3,5%. За целиот регион банката ја ревидира проекцијата од 2,2 на 1,9%. Проширувањето останува дел од агендата на Европската Унија. Наша е да се фокусираме на реформите и максимално да придонесеме за натамошен прогрес на евроинтеграцијскиот процес, изјави вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Според него, извесно е дека за време на мандатот на новата Европска комисија предводена од Жан-Клод Јункер нема да има нови членки, зашто преговорите обично би траат 5 до 15 години. Сепак последните активности во однос на Западен Балкан, како што беше и конференцијата во Берлин, укажуваат дека регионот е дел од агендата на Европската Унија. Јас не сум за тоа да запре проширувањето на Европската Унија, ниту пак Луксембург ја блокира Република Македонија во европските интеграции. Ова е пораката на новиот премиер на Луксембург, Ксавиер Бетел, дадена во изјава за МИА на синокешната негова средба со новинари дописници од Брисел во земјата на големото војводство. Граѓаните на Шкотска преку референдумско изјаснување денеска одлучуваат дали сакаат независна држава или пак да останат во склоп на Обединетото кралство. Исходот од денешното гласање е неизвестен, бидејќи според анкетите 2% повеќе има шкоти кои се изјасниле дека се за независна Шкотска. Денешното гласање не се однесува само за судбината на Шкотска, туку и на Британија, како и на цела Европа, бидејќи шкотскиот референдум ги подгреа бројните сепаратистички движења во останатите европски држави, кои исто така бараат референдум за независност на сегашните матични држави.